Мобилните единици на руските трупи се обидуваат да заземат украински села на околу 30 километри северно од градот Харков. Киевските сили ја објавија оваа снимка направена во последните денови во близина на пограничниот град Вовчанск. Украина истрела проектили од пограничниот регион кон Русија. Москва тврди дека во нападот неодамна на стамбена зграда во Белгород загинале 7 лица. Мислам дека има повеќе причини зошто Русија би пробала нешто овде. Значи очигледно да се создаде тампон зона, но и да се тестира одбраната и да се види што се случува. Но начинот на кој тие се поставени и бројот на војници што го имаат, можеби 30-40 илјади кои напаѓаат во мали пешадиски групи, тоа навистина не сугерира дека тие се обидуваат да го опкружат Харков или нешто слично. Украинскиот председател Володимир Зеленски отиде во Харков откако ги откажа сите странски патувања. Киев рече дека неговите одбранбени потези го забавиле напредувањето на Москва. Тие во моментот се надминати од руските гранати со околу 5 или 6 према 1. Украинските сили се уште го чекаат неголемиот дел од испораките на оружје во рамките на пакетот помош од САД од 60 милиарди долари, кој конечно беше усвоен минатиот месец по 6-месечно одложување. Допомога Сполучених Штатів е критична. Помошта на САД е клучна. За жал, паузата во испораката на оружје имаше значително влијание врз ситуацијата на фронтот и тоа е она што го гледаме сега. Украина вели дека руските авиони и ракети се способни да ги нападнат нивните позиции пред да влезе пешадијата. Киев постојано бара повеќе системи за противвоздушна одбрана. Минатиот месец Украина усвои предлог закон за мобилизација за да се реши недостигот на регрути. Я думаю, що найбільш критичними для України. Мислам дека следните 3 месеци ќе бидат клучни за Украина. Русите во моментов имаат краток период на можности. Моќта на украинските вооружени сили е намалена и русите го чувствуваат тоа. Тие собраа доволно ресурси, оружје, муниција, жива сила и сега се обидуваат да ги искористат максимално нивните резерви. Тие се обидуваат да ги растурат нашите сили низ целата линија на фронтот. Може ли Украина и незините западни сојузници да го свртат правецот на војната? Се чини дека шансите да вратат значајна територија сега на среден рок се намалуваат. Освен ако не дојде до некаква промена во поддршката од Западот, голем пакет за генерирање сили и долгорочна стратегија за тоа како изгледа успехот. Ниту едно од тие во моментов не предстои. Мислам дека Украина останува во дефанзива и го држи она што го има. Аналитичарите велат дека Русија успеала да ја обнови својата воена сила во изминатите 6 месеци со помош на Кина, Иран и Северна Кореја. И оти тоа ја отежнува секоја идна украинска офанзива.